снимаме? Напушта на Ако, нека иде вака. Нека иде вака, бе, што мора да сме онака ко нели, добро вечер, па како сте, па што сте. Едноставно, нека видат, нели, сите што не гледаат, дека овде нормално функционираме и дека си правиме муабет пред емисија. Не е како класична телевизија. Океј, значи, добро вечер, нова Cyber команда. Тоа беше дилемата пред емисијата, не знаеме точно која епизода е. Ја од прилика мислам дека е меѓу 65 и 70. Ќе видиме, ќе си видите според насловот, мислам дека е 11 оваа трета сезона. Како и да е, она што е битно, 21:30, сабота навечер, редовен термин, Infomax YouTube канал. Да, оној канал кој што го гледате скоро или секоја вечер, оној канал за кој што ми пишувате дека со нашите емисии или легнувате и заспивате, или ако сте заспале, станувате па продолжувате да ги гледате емисиите. Оној канал кај што ги добивате нецензурирано информациите, каде што добивате информации кои што ги нема на друго место, каде што добивате информации кои што не одговараат ни на власт, ни на опозиција, освен на народот. Значи, оној канал каде што навистина се гради доверба и знаете дека информираме за она што ги мачи обичните луѓе. Тоа е тој канал, тоа се тешките муавети во кои што сум редовно во вторник, оваа недела бев во понеделник поради оправдани причини и сум во сабота редовно во 21:30. Значи, на право место сте, Infomax YouTube каналот, кој што ви ги дава сите информации. Истовремено сакам да ве поканам да го запратите и мојот YouTube канал или да ме заследите на Facebook. Таму има една поголема бројка на луѓе кои што се редовно присутни. Јас си дозволувам да правам интеракција. Значи, она што ќе го пропуштите овде на YouTube каналот, можете да го најдете кај мене на Facebook профилот. Вртиме напред-назад. Значи, мене ми е јасно дека во овој брз свет вие не можете да ги фатите сите детали, не можете да бидете постојано сконцентрирани, ама кога ги барате информациите, ова е начинот на кој што ќе ги најдете. Дополнително на се, ние од овдека, од овие обемни материјали кои што се објавуваат постојано секојдневно, правиме и кратки верзии. Кратките верзии подоцна ги користам како на мојот профил, како на вебсајтот на Infomax, како на YouTube и така натаму. Така што сме сигурни, јас знам без сомнеж дека информациите доаѓаат до вас и поради тоа, поради таквите информации, таквиот начин на кој што делуваме, заканите или притисокот се поевидентни, односно се почесто дел од секојдневната работа на мене, на Мичо и на Мечка, но како и на другите од редакцијата. Па затоа првото видео со кое што ќе почнеме е ти закани имаше денеска. на ваша информација. Да, видно су потресена, се тресе пред емисија. Закани имаше и тоа, дури од тетово закани имаше. Не постои добар новинар кој што нема закан. Или нема кривишто. Да, или нема кривишто. Ке пријавиш у ЗНМ закани, брат. Треба да пријавиш и у ЗНМ, треба да пријавиш и у Сајбер полиција. Види, можеш си управо, ама не знам, ќе размислам, затоа што не затоа што благодушен, затоа што не се плашам. А второ, затоа што знам дека тие таквите ликови како тој што упатуваше закани, дека куче што лае нека. Одлично кратко видео. И добро ти вика Мечка, треба да си пријавиш, не е битно дали се плашиш или не се плашиш. Битно е тој што се заканува да знае дека нема да се застане, дека нема да се попушти и нема да не се реагира. Значи, ќе се реагира. Ќе се јави во Сајбер полиција, во Сдружение на новинари. Еве, јавено е у Сајбер команда, значи Сајбер полиција до Сајбер команда, еден чекоре, тука е јавено, односно јавуваме на целата јавност. Јавноста треба да знае, власта треба да знае, дека работата на новинарите е загарантирана и заштитена со закон и со устав. На јавноста треба да знае дека има слобода на говор во оваа држава
Јавноста знае и сака да биде слободно информирана. Секоја власт која што не се држи, пардон, која што не се држи до законот, која што има тенденција да крие, која што има тенденција да прави работи под маса, сокриено. Тендери, ти реков, ми рече, нати го, дај ми го. Секоја таква власт има поизразена тенденција да сака да биде све под контрола и се разбира да биде насилна. Затоа, јас го издвоив ова видео за вас, но и за Мичо да знае дека не може тоа така. Има друг начин. Начинот е, ќе бијат камбаните, ќе се знае дека има закани, малтретирање, недемократичност, насилие, мафијаштво, подземје, наместо да биде уреден системот. И блага душа, не блага душа, треба да се кажува. Затоа што преку овие емисии ќе чуе и народот, ќе чуе и власта, а и оние кон кои што ние стремиме и на кои што нашите првенци им се удвараат по секоја цена. Тоа се, колоквијално кажано, странците. Значи, нашите се удвараат. Устата се полни со мед и млеко. Ние сме спремни, бре, не за Европска унија, за Свети унија. Затоа што сме послушни. Од таму од кај што доаѓа ќотекот и стапот и заканите, веднеме глава, а таму каде што мислиме дека можеме да дадеме ќотек, бидејќи моќта е во наши раце, бидејќи сега фотелите ги зафативме и директорските места, таму ќе се закануваме и таму, да не кажам што ќе правиме. Не може тоа така. Во таа насока, две парчења. Првото од Наталија, каде што она ќе објасни многу фино зошто е тоа така во рамките на партиите. И второто парче од госен професор доктор Братучет, најбољи комшија и све друго, каде што он го објаснува нашиот пат кон Европска унија со зборови кои што не значат ништо. Ќе го гледаме сега и паралелно и после ќе коментираме. Прво за парчето за не се партиски Наталија, активисти или ако се во партија, тие се на маргините ставени, Перфектната. за жал. Никогаш не можат од тие Перфектното лактачи појаснување. на лидерот да дојдат до израз. Тука е проблемот. Колку си попаметен, поистакнат во својата професија, толку си не пожелен на било која власт, било која бранш. Кај нас кога ќе видам дека имаме луѓе кои што уште остануваат, се чудам на вистина, затоа што секој гледа да просперира и уште повеќе да се надоградува, а не да биде уништен во државата каде што создавал и каде што сака да придонесе од било која професија. Зошто не им одговара и на една и на друга политичка опција да има отворени листи, да има една изборна единица? Точно од тие причини. Затоа што ти да, мене ми се допаѓа Милош, гласам за Милош, меѓутоа надоле Не во мора листата втори. не ни знам кој е. Кој го знаеш ти во општеството да се истакнал за професијата? Никој. Значи он треба да е во извршните органи, па да е во најтесниот круг на лидерот и тие веќе извршниот по дефолт ти станува влада, пратениците не ги знаеме и каков квалитет ти сакаш да ти придонесат тие луѓе. Ја не би можел ова боле да го објаснам. Значи, просто како се напредува и зошто имаме неквалитетна власт. Имаме корумпирани партии, имаме корисни идиоти кои што секогаш му се наоѓаат во близина на лидерот да го фалат, да му кажат колку е он убав, колку е он фраер, колку е он убаво и скапо облечен и така натаму. Додека тие што се квалитетни или тие кои што зборуваат отворено или слободно или поинаку се намета на закани. И тоа не може и не сме да продолжи. Затоа го препотенцирам во оваа епизода да се знае дека начинот на кој што се прават
заканите е неприфатлив. Нема да смени ништо, значи нема да се повлече никој назад, нема да замолчи никој, барем не од тука, и нема да се постигне ефектот да преку некаква закана кон некој од овој колектив тука му се додвори на лидерот. И кога сте веќе кај ветувањата или Азине излаже позицијата на господинот браточет, пријател, другар и што се не, докај сме со една изборна единица, реформата на изборниот модел и докај сме со слободните листи, исто така и докај сме со намалувањето на парламентот за 30 арамолепци, џаболебари, луѓе кои што се небитни, луѓе кои што никој не ги знае, луѓе за кои што никој не знае зошто се во парламент, луѓе кои што се само бројка и кои што го чинат скапо, прескапо за ништо овој народ. Значи, верувам дека е легитимно да го поставиме прашањето докај сме со намалувањето на парламентот на 90, што е ваше ветување, господине професор, другар, пријател, прв, втор, трети, четврт братучет, пред изборите, или и тоа лажете? Вие сами кажавте дека ќе го намалите на 90 и дека ќе направите една изборна единица. Или лажете? Ќе прашувам почесто. И мислам дека треба да се прашува, затоа што на нас ни треба ефикасна, мала, некорумпирана администрација, а идиотите корисни, кои што ги ставате, вие и другите партии, полека да исчезнат. За да тргнеме напред, инаку се ќе биде исто. Во таа насока, бидејќи неколку пати веќе го спомнав, нели, се присутниот братучет, другар, комшија и се друго, да видиме што он вели кога се обраќа на повисоки авторитети. Тоа е оној комплекс кој е под тебе или мислиш дека е под тебе, еби му мајката, или оној што е над тебе, гребкај, чешкај, удварај се, само нека пројде мониторингот додека си продолжиш по своја. Со секоја средба, се повеќе и повеќе се бориме за нашите аргументи и за вистината онаква каква што е. Она вистина која што ја чувствуваат нашите граѓани и која што е важна за Македонија. Ке продолжиме да се бориме за Македонија и во неделите, месеците и годините кои што следат. Мора да успееме. Мора да бидеме таму каде што заслужуваме, а тоа е успешна европска приказна, а местото наше е во рамките на Европската унија. После овој состанок на Европската политичка заедница овдека во Будипешта, сум уште повеќе оптимист дека мора да не биде и ќе не биде. Тоа што е важно е дека ние ќе дадеме се од себе да ги одбраниме националните интереси на македонските граѓани и на нашата татковина. Ова е дефиниција за word salad, односно фрлање на зборови во оптек, кои што не значат ништо. Или се контрадикторни едни на други, или немаат врска со реалноста, или делуваат фино, ако ги слушате, површно, ако не навлезете во суштината. Мора да не биде и ќе не биде. Се бориме за македонските интереси. Кои интереси? Осеќа ли некој некаква борба? Осеќа ли некој некакво подобрување? Тоа што сте вие во Будимпешта, во скапо одело, со пари од нас, со први класи што летате, што не почитувате закони и не информирате колку сте потрошиле. И зошто сте купиле 5000 евра карта прва класа. Тоа не значи дека ќе не биднало нас. Ви биднало вас. Со лага. Сте го излажале народот. Пардон, сте го излажале народот. Се го довеле во заблуда со наративи. Се му понудиле една идеална слика за подобро утре, кој што нема врска со реалноста. Со што вие конкретно се борите за македонските национални интереси? Почнавте ли да го враќате името? Направивте ли нешто конкретно што значи подобрување на животот на народот? Се подобрили стандардот? Се зголемија ли платите?
Се намалија ли цените? Не. Ама, се зголемија вашите плати, бидејќи седнавте во фотели за плати кои што се 78% зголемени, за кои што вие лажевте дека ќе ги вратите назад. Тоа го имате во претходната епизода, Cyber Command. Значи, правевте пресконференции, кукавте, дигавте галама, се заканувавте, ветувавте, дека ќе ги вратите платите назад. Дека тоа било крвнички кон народот. Дека не можело тоа така. Комуњарите клети, проклети, го плячкаа народот. Се до оној момент, додека се појави овој документ, за кој што ние знаевме, и ние ко редакција зборевме, дека лажете, уште пред изборите, дојде тука пратеник од претходниот состав, пред редакцијата, и ни кажа дека откочувањето на платите е по иницијатива на пратениците на Мицковски. Овдека ги имате Дафина Стојановска, Никола Мицевски, Благица Ласовска и Ане Лашковска, кои што биле присутни на настанот кој што возможи да се зголеми платата за 78. Значи биле присутни, го дале своето, направиле кворум и со тоа возможиле да дојде до она за кое што вие викавте дека е криминално. Па после до згора на тоа и лажевте дека ќе го смените. За дојдете после избори во ситуација да кажете, па тоа не може сега така, па тоа е многу комплицирано, па само смртта е сигурна работа и дека нема да раснат платите. Не беше тоа приказката, господине професор другар Братучев и све друго. Приказката беше, или наративот, дека тоа ќе го вратите, дека вие криминалците од СДС го правеле. Тоа не може да помине, но пасаран, дека да седнете таму кај што седнете. Затоа велам, приказките дека нешто е подобро у вашата word salad, која што сега ќе ја пуштам повторно, ова заслужува, ова е така гениална изјава, она заслужува 2 пати, 22 пати, да се погледа. И ве замолувам, гледајте го 5 пати, 10 пати ова. Го имате и кај мене на профил. Гледајте ги зборовите. Ова е од кај него пуштено во оптек. Со јасна намера за креирање на наратив и со јасно подценување на вашата критичка способност за расудување. Затоа гледајте повеќе, почесто. Направете пауза. Размислете што ви збори човек. И ќе сватите дека нема значење тоа што го кажува. Со секоја средба, се повеќе и повеќе се бориме за нашите аргументи и за вистината онаква каква што е. Она вистина која што ја чувствуваат нашите граѓани и која што е важна за Македонија. Ќе продолжиме да се бориме за Македонија и во неделите, месеците и годините кои што следат. Мора да успееме. Мора да бидеме таму каде што заслужуваме, а тоа е успешна европска приказна, а местото наше во рамките на Европската унија. После овој состанок на Европската политичка заедница овдека во Будипешта, сум уште повеќе оптимист дека мора да не биде и ќе не биде. Тоа што е важно е дека ние ќе дадеме се од себе да ги одбраниме националните интереси на македонските граѓани и на нашата татковина. Кои национални интереси? Не постои ни еден национален интерес кој што вие без веднење глава, непринципиелно и со лажење не отстапивте. Ајде дефинирајте што се национални интереси. Ајде кажете. Се што кажавте пред избори, дали овие 27 април дека ќе ги ослободите, дали Бехтел и Јенка дека се криминалци, дали дека ќе го заштитите народот од енергетски шокови, дали за името, дали 16 крајките сонца,
Се излажавте. Значи нема една работа на која што се задржавте, врз која што градевте наративи претходно. 7 години. И затоа велам, еве 2 пати доволно е. А вие погледнете го ова видео, ве молам неколку пати. Ќе сватите дека ништо не кажува човекот. А се шета, се луксузира. И вие го плаќате тоа. Додека вие го плаќате тоа, Бивш градоначалник, има 2 стана во Шведска, таму живее на неговиот улиците син имате и овој следно. земал клима. Тоа е коментарот од гледач кој што ни испрати. О, Благо Деспотовски, бивш директор на Рекосломе и член на управен одбор на Елем. Која иронија да чека за клима. Не бе, тоа. Тоа е ова раководство на ВМРО-то има секташко размислување, секташки виж менталитет. ова е клептоманија. Секташки менталитет, да. Не, ова е клептоманија, затоа што клептоманијата е побуда да украдеш било што, па макар и тоа не вредало ништо. Односно за тебе не ти носи никаква сериозна промена у твојот животен стандард и така натаму. Значи, бивш функционер, како што беше, се збореше за многу други функционери и сегашни на партијата или сектата на Мицко, наредени во ред да земат пари за клими или инвертори. По принцип кој што не е јасен на изборот, на начин кој што е неприфатлив, бидејќи не станува за луѓе, збор за луѓе кои што имаат ниски примања, но нашле начин да го злоупотребат системот и да се набутаат сите да земат пари. Тоа ли е подобрување на животот? И одозгора ја имате таа несреќна фигура, по повеќе линии несреќна, но нели во најпатриотската партија со бугарски пасош, со лажење дека нема пасош, а има, со изјава дека има происход, односно дека нема, а има, со манипулација на јавноста во секоја изјава, ја имате, ја дава оваа изјава за климите. Јас слушнав дека има Имало неколку гледате ги поплаки луѓето и јас позад. ги охрабрувам сите што сметаат дека не биле во ред и дека не Ова ли е било во тој ред подобар процесот да стандард? ни се обратат официјално и ние ќе реагираме до правната служба. Се што сметаат дека граѓаните треба и дека не биле запазени, односно ова е добиен прв услужен, нека ни се обратат и ние секако ќе превземеме. Ќе реагирала до правната служба. Абе, не ви е срам вакви изјави неписмени да давате? Која правна служба, бе, човече, 500 луѓе у ред паѓаат у несвес? Поништите све комплет, нека вратат парите тоа вашите активисти и функционери и луѓе кои што се милионери. Нека ги вратат парите, дајте му на стварно на тој што е во потреба. Што глумите тука, ќе сте се обраќале на не знам каква служба? Многу знаете вие што е и правна служба. Реално според изјавата. Така што, мислам, стварно е дегутантно ова што го гледаме. Тотално е покриено со лажни наративи, со масовна пропаганда. Се сеќавате пред неколку недели имаше оние билборди, бела позадина со црни огромни букви, ова направивме, она направивме, за кое што нема ни трак, ни место, ни време, ни квантификација, нити е јасно кој што направил. И горе-доле се е измислено. Значи, треба да се престане со тоа. Очигледно сметаат дека вие можете да лапнете све што ќе ви сервираат. Моја препорака е да почнете критички да ги разгледувате. Погледайте ги овие видеа со министерката, со Мицко, со Ворд Салат, со заканите кон Мичо, Наталија, она што го кажува за лактачите у партија, присутните пратеници на Мицко, кои што гласале, односно дале иницијатива, па гласале и донеле
покачување од плата од 78% кое што после ја напаѓаат. Погледнете ги сите овие работи. По неколку пати. Кога ќе ги гледате, не ги гледате као хипнотизирани. Сконцентрирајте се што ви зборат. Пратете од збор до збор. Јас ви гарантирам дека булшитот ќе се види оддалеку, а маглата ќе се распрсне без проблем. Луѓе ве манипулираат, ви мачкаат очи и ве држат во незнаење. Колку ве ценат може да се види на она видеото, позади Сањичка стојат и стотици луѓе, да не речам илјадници, паѓаат у несвест, во ред како овци, додека во тој ред се привилегирани нивни партиски функционери кои што имале дојава дека тоа ќе биде да се пријават и се изберени неселективно, неправедно и надвор од сите етички и морални принципи. Се додека они можат да го прават ова и ќе го прават. Тоа секој пат тоа што го прават, запамтете, е однос кон вас, однос и показател како ве доживуваат, што они мислат за вас, ќе видите кога ќе ве наредат како овци во километарски ред. Они мислат, нареди ги овците, нека чекаат цел ден и уште фала ќе ни кажат. Да се соберевте таму тие што чекавте у ред и да го искршевте шалтерот. Или да го затворевте. Нема за никој на овој начин. Не прифаќаме. Да видите како ќе го организираат тоа поинаку, па секој ден по 50 луѓе, па на 10 различни места, па со добар ден повелете фала и пријетно. Тоа е улогата на администрацијата. Немојте да бидете овци. Како ќе дозволите, така ќе ве третираат. Многу е просто. Оно што ќе го видите, дека ве чека како услуга, или малтретажа цел ден, тоа е оно што го мисли власта за вас. При тоа не мислам на Мицко, мислам на сите можни власти. И затоа велам, погледайте напред-назад. Кратки се овие видеа. Ако една минута 5 пати гледате, ќе изгубите цели 5 минути. И ќе видите во еден момент дека ќе почнете да ги слушате зборовите поинаку. Нема да ви бидат приспивна или хипноза, ами ќе ви бидат сосема јасни зборовите, дека немаат почеток, немаат крај, немаат заплет, немаат значење, немаат никаква форма во нив. Ама он затоа ставил скап микрофон и бил на некаква средба у Будимпешта. Браво, бе. Браво. Кои сте тие македонски национални интереси? Тоа што носеше мајци не за бугарите во устав, а сега ќе ги ставаш? Кои сте тие национални интереси? Тоа што ја укинавте субвенцијата за струја? И што вика истава министерка, ќе се трудиме да не порасне цената. Што ќе се трудите? Ваша работа е да направите нови капацитети за производство на струја. Не само да не расне, да поевтинува. Државата да извезува струја. Тоа е ваша работа. Не е ваша работа тендери да правите и странски компании да носите во кои што вие имате капитал сокриен. Не е тоа ваша работа. Ама, ако го наредите народот цел ден да чека за инвертери, може нема му текне што правите у позадина. Тоа е, драги мои, мојот предлог. За да ви се разјаснат некои работи, почнете критички да ги проследувате. Некои предложени материјали кои што се автентични, значи видеото е од кај него, од неговиот профил. Они си го титлувале, он мисли кој знае што дека кажал. Го титлувале, го направиле и го качиле. Еве, ја го гледам истото тоа видео без никаква интервенција со моја размислување.
И не викам дека треба да сум во право, или дека треба го прифатите тоа што јас го зборувам. Ама, погледајте го и донесете сами заклучок. Така ќе бидете еден чекор поблиску до тоа да сватите дека сте дел една голема манипулација. Сега, пред самиот крај, погледајте и ово неделната анализа на 7 дена Монти Пајтон, циркусот во кој што живеете. Нова недела, нови случувања и теми за разговор. Неделава премиерот Мицкоски во едно од своите обраќања од Македонското собрание им постави предизвик на опозицијата. Не знам дали сте сигурни дали сакате да одиме на избори. Ако сакате, додиме. Еве, ако сакате, додиме. Ако сте сигурни дека сакате да одиме на избори, додиме да се провериме. Еве, заедно со локалните да направиме едни парламентарни, па додиме. После ваква силна екзибиција на моќ, ваков силен настап, ваков став, сите бевме на ивицата на нашите столчиња во исчекување. Лидерите на најголемите опозицијски партии се разбира одговорија. Ora i dje deklaroj që në tetor të vitit tashëm sot një vjet të jemi në zgjedhje të parakoshme, të jashtëzakonshme bashkë me ata lokale. Kristian Mickovski, këtu është para prove. A është burçi ma fjalët apo vetëm e ka thënë për të frymbuar opozitën Macedonија? Ние сме спремни да одиме на било какви избори од денеска натаму. Секој следен циклус на избори ќе настапиме многу поорганизирано и многу поуспешно. Тензијата се чувствуваше низ цела наша горда Македонија. Новинарите во исчекување заедно со целата јавност му поставија прашање на темата. Тој одговори вака. Јас тоа што го имав да го кажам, го кажав. Целта беше да излезат на површина сите оние лажни лица кои што ги има во опозицијата. Меѓу себе се храбрата, која ќе дојде работата да се испораче таа храброст, некако кукавички се заскрива. Се разбира дека оваа влада има 4 годишен мандат. Не верувам дека е прифатен од СДСМ и од ДУИ. Тогаш видовме како потона во собраниските столчиња. Мара ДПМН е спремен да оди на избори утре. Момент. Ова е истиот човек, така? До сега сме виделе ретарирање од ставови, но ова е нов преседан. Во рекордни 48 часа ставот на Мицковски отиде од... Еве, ако сакате, додиме. До. Се разбира дека оваа влада има 4 годишен мандат. Премиере, не е проблем дали сте или не сте спремни за предвремени. Проблемот лежи во вашите постапки и во политиката купи ден, продај ден. Од таа говорница, вие не се обраќате само на присутните. Вие се обраќате на целиот македонски народ. Секој ваш збор има тежина и значење. И таму нема простор за празни зборови и чалам. Добро, предвремени избори нема, што значи дека коректорот Максим ќе остане на коректорската позиција. Предпоставуваме дека сте презафатени со коригирање на власта и за момент заборавивте дека и вие сте дел од неа. Да ве насочиме кон вашите редови, каде што очигледно се потребни корекции. На 19 февруари 2024 година, Лидија Трајковска е назначена од страна на Максим Димитриевски за раководител на сектор на инспекторски надзор во Куманово. Зошто е Трајковска важна? Па кадрот на Максим пред помалку од недела дена е приведен со 4.000 евра мито со означени банкноти. Но ова веројатно не е првиот ваков случај. И во помалку од 9 месеци има 5 други кривични пријави против нејзе, од кои повеќето се за рекет. Коректоре, време е малце самите да се ставите под лупа. Партијата, кадрот и општината да не ги занемарите додека ја коригирате или барем се трудите да ја коригирате власта. Кога сме на темата пари и преиспитување, во последното издание на Ишто ги истакнавме пропаднатите ветувања на власта околу намалувањето на функционерските плати. 600.000 граѓани живеат со 150 денари на ден. Во услови на економска криза, енормна инфлација и сиромаштија, последна работа што треба да се направи е да се зголемат платите на функционерите. ВМРО ДПМН бара веднаш да се намали и коригира коефициентот за сложеност на работното место, со што би се намалиле платите на функционерите. Платите на функционерите, оние зголемени за 78%, да се вратат на претходно ниво. За неколку месеци од денеска ќе имаме друга влада која што ќе предводи ВМРО ДПМН. Ќе предложите? Апсолутно да, апсолутно да. Апсолутно да. Добро, еве го ветувањето. Поставувам мислите на она одлука на Уставниот суд која што ја донесе кога беше владата на СДСМ и ДУИ. Уставните одлуки мора да се почитуваат. Битно е да нема зголемување. Тоа е важно. Дознавме зошто не ги исполнија ветувањата. На 29 март безгласно се собрала комисијата за избори и именувања, која што едногласно го одобрила предлогот за 78% да стигне на седница на собрание за да се гласа. Во таа комисија членуваат Никола Мицевски, Дафина Стојановска, Ане Лашковска и Благица Ласовска. Пратеници на ВМРО ДПМН,
кои што место да го блокираат предлогот го пуштиле да иде на гласање. А што е уште потрогателно, правникот кој што го поднел предлогот до Уставен суд за да се качат платите на функционерите бил член на правната комисија на ВМРО ДПМН. На крајот излегува дека ВМРО ДПМН скришно учествувале во покачувањето на платите, а јавно глумеле дека се борат против тоа. Неодамна беа објавени и листите за субвенции од државата за инвертор клими. Како солна рана, на тие листи се најдоа партиски функционери, началници и членови на ВМРО ДПМН, иако голем дел од нив не ги исполнуваат критериумите. Не беа доволно 78% качени плати, не беа доволно наместени тендери, мито и ред други методи за цицање на парите на народот. Мораше директно од џебот на народот да се земат пари. Овие субвенции се наменети за ранливите категории, за народ кој што не може сам да си приушти клима инвертор за да се згрее. Но сепак министерката Божиновска го утеши народот. Јас слушнав дека има неколку поплаки и јас ги охрабрувам сите што сметаат дека не биле во ред и дека не била во ред процесот да ни се обратат официјално и ние ќе реагираме до правната служба. Се што сметаат дека граѓаните треба и дека не биле запазени, односно ова е добиен прв услужен, нека ни се обратат и ние секако ќе превземеме нешто. Ќе пријавиме министерке. Само прашање е дали народов ќе види правда. Кога сме на тема барање правда, граѓаните на Кочани поставија пример како треба да се практицира демократија. Во последните 3 години Кочанската депонија се претвори во регионална. Камионите од околните градови го депонираат своето ѓубре таму. Сегашниот градоначалник од ВМРО ДПМН, Љупчо Папазов, во својата кампања вети дека истата ќе се затвори и дека на нејзино место ќе се изгради парк. Но сепак, од ветувањето се уште нема ништо. Граѓаните од Кочани искочија од своите домови и на минусни температури цели 12 дена протестираат деноноќно. Министерот Александар Николовски ова го кажа на темата. Но имаме проблем со депонии на ниво на држава. Мора да се изградат регионални депонии кои што ќе бидат уредени. Во меѓувреме состојбата со депонијата во Кочани е таква каква што е. Се ангажиравме да се помогне да се уреди таа депонија и гледате се веќе во каква состојба е. Луѓето ни велат дека од 1975 година кога почнала да функционира не била во такви услови, односно се уреди депонијата и тука би сакал да се заблагодарам на конзорциумот Бехтел и Енка. Министре, претходно бевме обвинети дека грешно ве цитираме. Од тогаш ја научивме лекцијата. Да ви помогнеме сега и на вас. Граѓаните кога велат дека ова се нема случајно од постоењето на депонијата од 75 година, не е тоа пофалба. Тие велат дека депонијата никогаш не била во волку лоша состојба. Ќе ве оставиме со нивни изјави и ќе ви порачаме на вас и на сите гледачи убаво да слушаат кои се нивните барања и што мислат тие. Они праќат механизација Бехтел и Енка и доаѓа механизацијата да ја чисти депонијата, а у суштина го проширува опфат, за да може да се депонира поголемо. Место да ја затвара полека, да ја затвараме депонијата, нашата депонија е проширена. Едно е барањето. Само да не се депонира отпад од другите општини. На списокот кај што има 5, значи тоа не се барање, тоа се нормални работи, дека треба да има ограда, дека треба да има стражарска служба и дека не треба да има други лица што го палат отпадот таму. За мене тоа не е барање. Значи тоа е законска обврска. Да ги потсетиме дека треба да се почитуваат законите. Депонијата речиси без престан гори последните 2 години. Тоа што посебно не потресе е фактот дека на резидентно население кое што е околу 24.000 жители во Кочани, во 2023 година Центарот за јавно здравство, значи нивниот официјален податок е дека има евидентирано над 12.000 пациенти со белодробни заболувања. Тоа значи практично дека секој втор кочанчанец во текот на 2023 година бил боледувал, а морам да кажам со длабоко жалење дека дел од жртвите на овие отрови со канцери, со откажано едно белодробно крило, постојано беа тука на протестите со нас. Кажува свашта дека сме платени, дека сме правени. Значи нашите мотиви имат точно име и презиме. Дури и презиме, например, мојот мотив е Владимир Стојановски се вика. Имам и Димитар, и Ели, и Григор, и Давид. Значи сите ние тука сме за децата наши што си имат име и презиме. Ние сме горе-доле прежалени. Сите сме веќе ојдени кој е болен од ово, од оно, значи карциноми, бронхиални болести, страшно. Барем децата не ги оставите на мир. И за крај, ситуацијата во Македонија сумирана во 20 секунди. Јел то против јавnog интереса? Па шта? Јел то корупција? Па шта? Јел то уништава Београд? Па шта? Јел то против закона? Па шта? Јел то кривично дело? Па шта? Ето па шта нас ќе да уништи. Така, после овие неколку минути, сублимирано, работите ви се многу појасни.
Пред да ја завршам емисијата, ќе потсетам, не скршлив ум, кој е заинтересиран може да ми пише или да ми се обрати на Viber. Таа е последната моја книга и да потсетам дека уште нешто малку имаме и од 50 совети за живот на мојот тинејџер, предпоследната. За двете у комбо, мислам дека ќе дојде и попуст. Како и да е, ако ви интересираат книги или она што го пишувам, ќе најдете начин да ме контактирате, најлесно можеби на Facebook и ќе може да ги нарачате. Тука ќе ја завршам оваа епизода, како и секоја друга. За се што ви се случува или за се што ни се случува, запамтете, виновни сме ние самите.